Откако ќе го отворите case.dejure.mk, првото што треба да го направите е да се логирате, односно да ги внесете вашите податоци. Го внесувате корисничкото име со вашиот веќе постоечки де јуре профил, лозинката и се најавувате. На вашата мејл адреса е испратен мејл со линк за логирање. Отворете го вашиот инбокс и кликнете на линкот од пораката која ја добивте за да се логирате. Значи, во мојот мејл, еве го de jure mk case, го кликнувам дугмето логирај се. Сега, првото, ова е само првиот пат го работите, треба да ги внесете податоците за вашата фирма. Например, имате име на фирмата, например, адвокатско друштво Ивановски. Го внесувате единствениот даночен број на фирмата, адресата на фирмата, го внесувате телефонот, можете фиксниот или мобилниот, се едно, вашата мејл адреса, овластеното лице за подпишување на фактури, и со тоа сте го заокружиле првиот дел, значи податоците за фирмата. Уште чекирате дали сте даночен обврзник или не сте даночен обврзник. Кликнуваме запамти и со тоа сме завршиле основната постапка за логирање на case.dejure.